Добар ден, ја следите веб емисијата на час на Радио МОВ. Тема денеска ни е високото образование и промените со новиот закон. Законот воопшто не е нов, донесен е пред една година, но веќе една година и професорите и студентите скоро и да не чувствуваат некакви промени кои што се случија во високото образование. На иста маса на оваа тема ќе дискутираме со професорката Мира Беќар од Филолошкиот факултет и дел од Независниот академски синдикат и Петар Барлаковски, студент на Правниот факултет во Скопје и дел од Младинскиот образовен форум. Една година помина откако беше изгласен и усвоен овој нов закон за високо образование. Зборуваме сега за тоа една година подоцна. Дали реално почувствувавте некакви промени? Барлаковски на факултет и вие исто така како професор кој што има еден куп задолженија. Било кој да почне, да. Во однос на факултет, морам да кажам дека и покрај тоа што ние како студенти, барем тие што бевме поактивни во однос на за подобро високо образование, меѓутоа сметам дека и професорите го делат истото мислење дека законот, можеби креирањето на законот беше инклузивен процес во кој беа вклучени сите засегнати страни, можеби законот нуди добри решенија, но за жал тој остана еден празен лист хартија од причина што воопшто не се спроведува. Кога мислам на тоа дека воопшто не се спроведува, зборувам за студентското организирање, зборувам за студентски правобранители, зборувам за факултетски и студентски собрание, универзитетско студентско собрание, зборувам за учество на студентите во телата на одлучување, значи ниеден од овие сегменти не е исполнет и покрај тоа што тоа е законска обврска, што е предвидена во истиот тој закон. Што значи дека ние можеби го имаме овој закон и тоа е супер, но на крајот на денот џабе доколку истиот тој не се спроведува. Професорки, изминатава година се случија ли некакви промени во однос на професорите? Да не биде сега дека само мое лично мислење, јас ностоп разговарам и со професорскиот кадар, академскиот кадар и со административниот кадар, па и со техничкиот персонал. Впечатокот генерален е дека за жал нема никакви промени. Да се поправам, Министерството за образование и наука ги покрива трошоците за струја, вода, режиските трошоци, што мораме да кажеме ние, нели, што работиме, особено на државните универзитети, дека е големо улеснување од тој буџетски или финансиски товар. За сите други работи за кои што навистина се боревме да ги дефинираме убаво и знаевме, верувавме дека ќе придонесат за демократизирање на еден куп процеси, за подобрување на квалитетот, за разбирање на автономијата, сметаме дека во пракса се уште ништо не е профункционирало. На носењето на овој нов закон за високо образование му предстоја еден куп случувања. Ги имавме неголемите студентски протести во земјава, се формира еден куп пленуми. Се случи едно скандалозно гласање за избор на председател на студентскиот парламент. Потоа се смени власт, имавме работни групи и конечно сето тоа резултираше со еден нов и подобрен текст на законот за високо образование. Една година подоцна се чувствувате разочарани од целиот напор што го направивте во однос на тоа да предизвикате реални промени? Искрено јас чувствувам гнев, поради тоа што мислам дека е искрено срамота веќе секоја нова влада или претходна влада да зборува како приоритет ќе биде образованието, инвестиции во образованието, подобрување во образованието, каде гледаме дека во реалноста тоа е сосема различно. За секоја влада од почетокот на независност на држава па до сега секогаш има друг приоритет освен образованието, а образованието е темел на секоја можна држава. Ако немаме добро образование, немаме ни добра држава. Па од тука, ако впрочем, затоа се случуваат вакви работи во нашата држава, затоа и толку млади луѓе заминуваат од оваа држава. Не секој млад човек заминува од оваа држава поради екзистенцијални причини. Има и тука млади луѓе кои што сакаат добро да учат, сакаат да имаат квалитетно знаење, пристап до книги и до различни информации, меѓутоа за жал тоа го немаат и од тука затоа и се заминуваат. Нормално дека сме гневни. Многу е тежок впечатокот кога сите ти викаат џабе. Јас сум човек што многу ја мрази таа фраза и не се обескуражува лесно.
А особено што имам таа двојна улога, што морам јас да ги убедам студентите дека вреди да се остане тука, вреди да се студира 4 години, па и магистарски уште 2 години. Знаете, тоа е голема инвестиција и финансиска, семена жртва, не живеете дома, жртвувате некои други можеби идеали. И сега јас цело време треба да им ветувам дека не, дечки, ќе биде подобро. Значи го допревме дното, не може да се оди подолу, мора да одиме некако природен процес да се издигнеме. И за жал, не сакам да верувам во фазата џабе вие, и јас ќе си продолжам со тоа колку можам, нели, да се вложувам и како енергија интелектуално да се спроведе тоа што сме го замислили, за што сме се бореле, затоа што кажавте ви, ова беше процес. И може би многу доцна се случил во Македонија, се случувал во Европа, нели, уште во 60-ти, сега за жал ние доцниме со се. Но јас мислам дека сепак беше природен, ете, воопшто и формирање на едно тело, пленум, како се расформира, како делуваше, тоа е друга работа. Колку сме биле, нели, мудри како да делуваме, дали сме знаеле, дали не сме знаеле, дали нели сме се учеле на тие први детски болести, јас мислам дека тоа исто беше проблем. Ние учевме како да се бориме. И во смисла е, не можам, значи, да верувам дека е џабе. Се сметам дека овој природен процес. За жал, можеби живееме во држава во која што промените случуваат многу бавно. И срекни сме кога дури нешто ќе се помести 1 милиметар, а кога е па сантиметар, уште позадоволни од тоа. На целиот овој процес му претходеше носење на статутите на универзитетите. Статутот на УКИМ чинам дека уште не е усвоен. Што се случува? Да, па тоа е најголемата болка. Всушност, зошто не функционира законот за високо образование, треба да им објасниме на слушателите, затоа што статутите, особено по големите државни универзитети, не се уште донесени. Значи имаше рокови кои што се пробиени неколку пати. Јас лично сметав дека некаде во ноември ќе биде се ова завршено. Значи прво беше заглавен статутот во собрание, потоа се врати со забелешки, па требаше самиот универзитет, ве зборувам за УКИМ, да реагира на тие забелешки. Знам дека на последниот сенат некој од сенаторите прашал до каде е статутот, ректорот се изјаснил дека не треба да се грижат, дека се е под контрола. Како и да е, мај доаѓа. Ние знаеме дека во мај веќе требаше да бидат формирани главните тела, кои што фактички беа и новина во овој закон, кои што ќе обезбедеа подобар квалитет, а тоа беа Националниот совет и одборите за евалуација и акредитација. Сега, да, ќе се избрза, тоа е мојот голем страф, затоа што мај веќе дојде, помина 1 година, да, може да кажете Барлаковски, дека таа 1 година беше некаков услов. Јас уште нешто би кажала за таа разочараност преска што пропуштив. Оваа влада, ако донела некој закон, не може самата да игнорира дека не се одвиваат работите со брзината со која што треба да се одвиваат. Ако си донел закон, треба ти да инсистираш да се спроведува тој закон, а не да го толерираш забавувањето на сите можни процеси, меѓу кои што донесувањето на статутот, од кои што зависат еден куп работи, кои што навистина ви подобриле, например, отварање на кариерни центри, ево што го кажува, нели, студентот и така натаму. Зошто е важно носењето на статутот и кои се рокови се пробиени? Статутот е општиот акт на универзитетот, или после којто тоа е своевиден начин како што уставот е главниот акт на една држава, така и статутот е главниот акт во кој зависи секаква вид на организација, постапки, избори, слично на самиот универзитет. Се гласа во собрание? Така, се гласа во собранието на Република Македонија и понатаму стапува на сила, нели, и представува на главен акт врз основа на кој што функционира цел универзитет. Врз основа на овој статут се носат статутите на факултетските студентски собранија, се носат статутите на самите факултети, на универзитетско студентско собрание. Значи, овој статут е она општо од кое што треба да излезе се што е поединечно, дали тоа станува збор за студентски правобранители, факултетски, универзитетски студентски собранија и слично. Сега во однос на роковите кои што се пробиени, значи член на пример 222 вели дека во рок од 6 месеци од денот на стапување на овој закон ќе се изберат представници во студентските собранија. Понатаму друг став од истиот член вели во рок од 6 месеци од стапување на овој закон се избира студентски правобранител и заменик студентски правобранител. Интересното е тоа што на страна што истите овие рокови се пробиени, е дека во делот од за прекршочни одредби во самиот закон е предвидена глоба финансиска за правното лице кое што не ги почитува овие одредби.
Тоа значи дека секоја заинтересирана странка, односно дека самиот универзитет подложи на прекршочна одговорност од причина што не ги спроведувал одредбите кои што се предвидени во самиот закон или во конкретниот случај универзитетот дозволил прво да нема избори за студентски представници, а понатаму студентите да немаат свој студентски правобранител. Исто така само да дополнам уште ова е дека и во прекршочните одредби е предвидено дека и доколку не се формира и центар за кариера е исто така тоа прекршочна одредба. А кај нас за жал студентите не знаат дека постојат центри за кариера. Тие не ни постојат како такви, ниту пак придонесуваат на некакво збогатување или поврзување на студентите со пазарот на трудот. Може ли да ви прочитам еве само јас дека извадив што се зависи од тој статут? Например, само евалуацијата на универзитетот. Многу важен фактор, зависи од ЗВО, но и од статутите на единиците. Не само универзитетот, и на високите школи, на приватните институции. Друго, дали универзитетот може да се спојат, поделат, да соработуваат, пак зависи од статутите на универзитетот. Внатрешната организација на целите на високообразовните установи се уредува со законот и со статутот на високообразовната институција. Потоа, за да вршиш било каква дејност, да организираш институт, центар, завод, катедра, мораш да имаш статут по кој што ќе се раководиш. Еве, центарот за кариера го спомнавме и двајцата. Воопшто потоа да дефинираш интелектуална собственост, авторски дела, издавачка дејност и така натаму. Многу важни работи кои што ќе го подигнат квалитетот зависат од овој акт. Според овој моабет ми се отвори прашањето дали изминатава година факултетите и универзитетот работеа незаконски и дали може ќе дојдат во ситуација студентите да изгубат една година? Тоа е едно интересно прашање, поради тоа што вели дека до донесување на статутите и другите општи акти ќе се преновуваат постојните општи акти. Меѓутоа, друг член вели дека во рок од 3 месеци од денот на донесување на овој закон дека мора да се донесат новите статути, што значи дека ова претходната одредба што ја прочита важи за оние 3 месеци додека не се донесат новите статути, дека ќе важат старите статути. Меѓутоа, сега кога е пробиен рокот, ние фактички се соочуваме со една правна празнина, а воопшто и тоа е можеби прашање на правно толкување врз основа на што функционираат универзитетите и факултетите, врз основа на што ректорот или деканот е овластен да стават подпис на некој документ, или сенатот, или било кое друго тело кое е предвидено во Законот за високо образование и во статутот на универзитетот. Има конкретен проблем, има факултети кои што се соведе декани. Изборот на нов декан се доведува во прашање. Значи, не можам да зборувам за сите универзитети, но постои опасност да не обвини некој дека не работиме како што треба. Друго што е мене лично ме секира дека во научно-наставничките совети ние немаме студенти. Така, за тие одлуки, особено некои одлуки кои што се однесуваат на начините на студирање, наставните програми, треба тие да учествуваат со своји ставови и мислења. Дополнително тоа што отсуството на студенти во телата на одлучување го доведува прашање легалитетот и легитимитетот на одлуките донесени од самите тела, поради тоа што кога имаме сенат кој што носи одлуки без задолжително присуство на студенти и во претходниот закон за високо образование, меѓутоа и во овој закон за високо образование, тогаш се поставува прашањето колку вистински ова тело носи легални и легитимни одлуки кога му фалат од 10 до 15% од гласачкото тело на тој сенат. Добро, а кој го кочи носењето на овој статут? Професорке. Значи, секогаш кога ќе се праша каде е заглавено, нели, имаше одговорности собранието, меѓутоа сега има одговорност апсолутно така ректорот, највисокиот, тој што е носител на функцијата одлучувачка, и неговите соработници, ајде така да кажеме, бидејќи таму има и правна служба, меѓутоа ви кажувам, сенаторите повикуваат до каде е носењето на статутот, сите сме убедени дека не треба да се грижиме, дека процедурата е во тек. Загрижени сте сепак? Па да, загрижени сме нормално, особено што правниците кога ги прашате на институциите веќе не знаат по кој акт така да се раководат. Треба се носат сериозни одлуки. Поси поминува времето, генерации завршуваат студенти тука 3 до 4 години. Знаете, за некој година и пол е многу, тоа е можеби половина од нивното студирање. Дали имале права, дали имале можност да си ги остварат своите права. Имаат ли можност студентите за некаков притисок, значи за да се убрзаат овие работи и да почне реална имплементација на она што стои на хартија? Единствениот, да кажам, условен притисок
на некој начин е тоа што веќе студентите почнуваат да се самоорганизираат на своите факултети, па така во отсуство на формално организирање, самите студенти решаваат да се организираат со цел да ги подобрат условите на своите факултети. Такви примери имаме на правниот факултет и на други факултети, каде што студентите едноставно немајќи избор за подобрување на нивниот статус и на ниво на факултет и на универзитет се самоорганизираат и пробуваат така да ги решат проблемите. Меѓутоа, во однос на, би сакал само да дополнам во професорката во однос на зошто е ова така, зошто статутите не се внесени, ќе се надоврзам на мојот првичен коментар што го кажав, а тоа е дека владата, собранието, одговорните институции не се заинтересирани за овие процеси, што резултира и во овој квалитет на образование како што го имаме од основно па се до високо образование. Меѓутоа исто така би сакал да дополнам дека и во новиот закон за високо образование, поточно член 101, дека ректорот е одговорен за статутарноста и законитоста на функционирањето на самиот универзитет. Тоа значи дека и он подложен на некоја одговорност, доколку му се случува под нос да се случуваат нелегитимни, нелегални работи, како што е во случај немање студентски правобранител, немање факултетски студентски правобранител и милион други брои работи. Еве, ние бевме многу загрижени за велиме несовесното работење на интеруниверзитетската конференција, бидејќи се објави еден конкурс кој што не беше многу транспарентен, изреагиравме како независен академски синдикат, па потоа се организираш некој интерен конкурс само за два факултета, како што е медицинскиот факултет и факултетот за земјоделски науки, но се тоа беше навистина нетранспарентно. И да, може да ви го пратам целото соопштение сега, бидејќи во интерес на времето мораме да даваме по кратки одговори. Така, а дали верувате дека имплементацијата на она што е напишано на хартија навистина ќе ја затврсти автономијата на универзитетот и ќе им даде сила на студентите? Пред крај. Верувам дека имплементацијата ќе би требало да не носи бар еден чекор погоре, понапред во однос на квалитетот на високото образование. Сега знаеме дека во однос на образование било која реформа не дава резултати преку ноќ. Меѓутоа многу е битно да постојано и будно да ги наблюдуваме тие реформи, како и да ги анализираме и да ги проценуваме. Па од тука верувам дека ова законско решение, кое што испадна солидно, претпоставам дека со неговата имплементација би требало да го подобри и статусот на студентот и автономијата, ама воопшто и најбитното квалитетот на високото образование во држава. Да. Еве, мене прво што ми текнува ќе се подобри процесот на демократизирање на еден начин при изборот на ректор, затоа што се предложи да се бира председател на Сенатот. Сите очекуваме дека тој председател на Сенатот ќе дискутира сериозно со ректорот, нема да бидат од иста страна и се да проаѓа без сериозна дискусија. Така што, еве, тоа исто се регулира со статутот и очекуваме да видиме дали нешто ќе се случи на темата. Потоа, свесно ги одвојувавме идеите за евалуација, акредитација и да ги поврземе со принципите на ЕНКВА, тоа е Европската асоциација за квалитет. Значи, не сакавме само внатрешна евалуација, сакавме да има и некој тип на сериозна надворешна евалуација. Дури не имавме идеја во тие национални совети, одбори за акредитација, евалуација, луѓето што ќе работат да бидат обучени од ЕНКВА и да ги следат тие принципи. Последната работа апсолутно да има различна внатрешна некаква организација, да не се оди по тие стари методи. Очигледно дека УКИМ треба да биде помодерен универзитет. Значи, многу работи се затнати, да не зборувам за пристап до литература, технологија. Јас верувам дека вашите генерации многу брзо се менува, ќе отиде во странство на магистерски, може да се чувствувате изгубено, не е во ред, мора да се модернизира универзитетот. Така, ве благодарам на денешното учество во емисијата на Час на Радио МОВ. Ви благодарам и вам што не следавте. Гости во студио беа професорката Мира Бекер и студентот и член на МОВ Петар Барлаковски. Останете со содржините на Радио МОВ и понатаму и следете ги и останатите на Час. Благодариме за поканата и исто така што ја потегнавте темава, бидејќи на 8 мај беше донесен ЗВО, навистина помина една година и благодариме што ги актуализирате овие прашања. Благодарност и од нас за вашето гостување.